Малешнет вести. Малешевијата дава инспирација и енергија на познатиот македонски академски сликар Петар Попчев, кој се враќа веќе пети пат да твори во ова уникатна и недопредна малешевска природа. За него Берово е како малите италијански познати туристички места, но тој секогаш Малешевијата ја става на прво место. Овде буквално, ако јас во Скопје работам 8 сати, овде можам 15 да работам и да не се уморам. Значи, не само инспиративниот дел, туку и кондиционно може човек овде да си го одработи оној свој дел. Освен академскиот сликар, во Малешевијата празничниот викенд ке го поменат и гости од Скопје и од сите крајви на Македонија, но традицијата на бугарските туристи продолжува и за овие празници. И за великденските празници имавме доста голем интерес, речиси цел капацитет ни е полн. Исто така имаме најава и за правомајските празници. Со тоа што временските услови нели се по-флошија, ни падна и снег, мислам дека задоволува 85% пополноста на капацитетите. Како и да е, веќе во беровските ресторани се подготвува традиционалната малешевска храна, која туристите најмногу ја сакаат. Клиси со праси имаме, селско месо, малешевската тава и сега посно малци имаме тоа крапче, посно гравче. Но која е тајната на малешевската трпеза? По стари рецепти, од најбитно што потекнува месото и состојките потекнуваат од Малешевијата, како празно што е месото од домашно производство. Беровските угостители се надеваат дека ниските температури нема да им ги предомисли гостите да го посетат Берово. Би требало да биде добро, значи како секоја година за година се подобро е, така да ќе биде. Освен за великденските празници, беровци се подготвени за првомајските. Капацитетите и за првомајските празници се полни, а сопствениците на вилите и угостителите тријат раце и очекуваат празниците да најават богата туристичка сезона.